Струмичани скенираат сметки откако во 2019 година беше воведена мерката Мој ДДВ. Некои го достигнуваат лимитот, а други потешко. Поради поголеми трошоци како што се репроматеријали, вештачки ѓубрива, а и од горивата, некои велат дека полесно се достигнува лимитот. Дали успевате да ја достигнете сумата до крајот на еве на 3 месеци? Има некоја привилегија што го достигнувам. Ние сме земјоделци и има поголеми суми на трошкове, затоа и може да се каже дека се достигне. Вештачките ѓубрива се високи, нафта се зима повеќе, репроматеријали има и така да се достигнува. Поради таа причина, иначе по другото тешко, многу тешко. Задоволни сте од исплатата што е сега и покачена? Не сум оште добијал. Едност прв пат исполних, да. Прв пат исполних и не сум оште добијал средства. Сега е покачено? Да, имам слушнено, ама не сум, оште не сум дојдел до тие пари. Да, само не можеме да достигнеме до сметката што ја накачи 2100. Ние не можеме да се увереме. Не можеме никако да постигнеме. И не е и тоа уредо. Значи, това само малтретирана. Да тераме фискална сметка, а не може да го исполниш това. Успевате ли да ја достигнете сумата? По некој пат, да, по некој пат не. Зависи како има сметки. Кажете ми, дали скенирате фискални сметки? Не. Мерката на поврат од ДДВ е од корист и на државата и на граѓаните, бидејќи ова мерка ќе помогне и во намалувањето на сивата економија, како и елиминација на даночното затајување. Од месец март имаше законски измени со кои лимитот од 1800 денари се зголеми на 2100 денари за 3 месеци. Инаку до денес завршува второто тромесечје за ова 2023 година.